Благодарам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван председателе на владата. Кога размислував за моето денешно обраќање и кога ги пишував сите прашања кои што сакав да ги опфатам денеска, сватив дека буквално нема прашање, нема тема, нема проблем во која ситуацијата не би ја нарекол лоша, полоша од порано. Ситуацијата не само што е полоша, туку е и катастрофална. Буквално катастрофална. Дали да зборуваме за економија, дали да зборуваме за животниот стандард, за минималната плата, за неисплаќањето на плати на администрацијата, за неисплатата на повратот на ДДВ, дали да зборуваме за образованието, за животната среднина, за здравството, за надворешната политика, за борбата против корупцијата, за правната држава и владењето на правото. Нема област, нема тема каде што состојбата не е катастрофална. И уште она што е потажно, со секој нов ден таа станува се полоша и полоша. Ја читам биографијата на кандидатот за нов министер за здравство, Азир Алиу, и можеби ќе имаше некоја надеж ако човекот го биравте за министер за дигитализација или пак за лицето одговорно за некои други дигитални иновации. Но за министер за здравство е навистина абсурд. И за тоа вие сте, и тоа како свесен. Свесен сте дека човекот нема врска со здравството и за да го оправдате неговото именување најнаш велите најважен приоритет на оваа влада ќе била дигитализацијата во здравството. Дигитализацијата е важна, но многу поважна е грижата за здравјето на граѓаните. Знаете што, господин Мицкоски? Јас ви предлагам да заминете во Кочани на родителите и на сите повредени деца и млади во трагичниот случај, да им кажете да не се грижат. Не е важно што нема соодветна нега за нивните повреди, не е важно што немаат соодветни услови за лечење, не е важно што немаат стручен медицински персонал, не е важно што немаат соодветни ракавици, не е важно што за основни материјали молат и се снабдуваат со донации. Важно, наш приоритет ќе биде дигитализација на здравството. И затоа за министер ќе поставите информатичар, кој веројатно нема поим колку болници имаме во државата, колку здравствени домови имаме, а камоли да знае што му е потребно на здравството, кои се неговите најголеми предизвици и како тие да се надминат. Господин Мицкоски, јас немам илузија дека дискусиите од денешната седница, вклучително и мојата, ќе допрат до вас и да дойде околу вас. Напротив, убеден сум дека независно дали после моето враќање или генерално после дискусиите на опозицијата ќе излезете на оваа говорница со вашата ароганција, ќе се обидете преку навреди, маловажување и закани да минимизирате се што ние говориме. Но таа ароганција нема да ви помогне да ја сокриете неспособноста на вашата влада и коалицијата. Што ја предводите, тоа граѓаните го гледаат секој нов ден, незадоволството расте се повеќе. За жал, таквата ароганција не ја покажувате само кон партениците од опозицијата. Она што најмногу ги боли граѓаните што со арогантен однос гледате им кон семејствата на починатите и повредените во трагедијата во Кочани. Тажно е сознанието дека имаме премиер кој нема емпатија ниту кон собствениот народ, ниту кон младите, ниту кон социјално загрозените, ниту кон жртвите, туку се грижи само за собствениот рейтинг овата партија. Тоа впрочем и практично го видовме во денови на најголема тага за Македонија. Вие биравте пиар агенција што ќе се грижи за вашиот имидж. Замислете, бирате пиар агенција во моментот на најголема тага во државата да се грижела за вашиот имидж. Во периодот кога бевте опозиција, па и на почетокот на мандатот од уста не ги вадете зборовите справување со корупција, право и правна држава. Брат да ми е, ќе одговара. Ама за тоа денеска ниту Б нема од борбата против корупција, нема правна држава, нема реформи, нема владење на правото. Селективна правда има буквално за секој случај со кој би требало да биде опфатен член или функционер на ВМРО ДПМН и вашата коалиција. Да не зборувам за случајот во Кочани кога заклучи прашања и дилеми кои фрлаат сонеж за тоа како се водеше истрагата, кој изминатиот период ги отвори Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и одредени медиуми, вие немате одговор. Напротив, повтор ароганција и само ароганција. За обвинувањата за злоупотреби на градоначалникот на Чаир Висар Ганилу, од вашата коалиција молчите и се правите како да не сте од тука. За обвинувањата за фалсификувана диплома за познавање на странски јазик на директорот на АНБ, молчите, институциите прават се целосно да го засташкаат случајот. Партизиравте буквално се што можеше да се партизира. Нема мери систем, нема квалификации, нема стручност, нема искуство. Важно е само да е кадар на ВМРО ДПМН и на коалицијата. И после сакате младите да останат тука и тука да ја градат својата иднина. Кој млад човек сака да остане тука? После ароганцијата и понижувањето што го манифестирате кон жртвите од трагедијата во Кочани? Или после односот што го покажате кон работниците? Заборавате дека тие млади луѓе работниците се нашиот најголем капитал.
Зборувате дека без нив, односно заборавате дека без нив и без вложување во нивниот стандард, капацитет, обука и до усовршување не може да има никаков напредок и развој на државата воопшто. Токму затоа СДСМ вложуваше во работниците, ја покачуваше минималната плата, со тоа растеше и просечната плата. СДСМ не стоеше настрана и не викаше дека работодавачите и работниците сами да се договорат, туку носеше одлуки со кои се грижеше за работниците. Тоа, почитувам, Мицкоски, не е политика што ја води еден државник. Тоа е политика што ја води политичар кој се грижи само за себе си и за партијата. Тоа е разликата помеѓу ВМРО, РДПМН и СДСМ. Ние се грижиме за граѓаните, се грижиме за државата, за низината европска перспектива, стабилност и безбедност, па и по цена на нашиот рейтинг, па и по цена на тоа да бидеме во опозиција. Разликата меѓу нас и вас е што ние не калкулираме, туку работиме за граѓаните. И затоа денеска е смешно кога зборувате за НАТО, за тоа кога ние седиме на иста маса со најголеми сили, кој е лицемерие, ароганција до бескрај. И кога се века и лицемерието, господин Мицкоски, на крајот мора да се осврнеме на лицемериот патриотизам што го промовирате. Што е патриотизам за вас, господине Мицкоски? Патриотизам е да кочите во интегративниот процес, и тоа не е само сега, туку децени назад. А во исто време да имате член во владата, а веројатно и во раководството на партијата со бугарски пасош. Велите, бугарскиот пасош го земала од економски причини. Фактот дека се изјаснила како бугарка секако ќе го игнорираме. Тоа нели нема врска за идентитетот. А сите оние што сакаат економски да напредуваат, а притоа се патриоти, си ја сакаат државата, не сакаат бугарски пасош, а сакаат да бидат дел од ЕУ и да ги почувствуваат привилегиите на членството во Европската унија, не се патриоти. Патриотизам, господин Мицкоски, да имате визија, да работите за сопствената држава и да обезбедите подобро утре во сите области. Патриотизам, носите тешки одлуки по цена на вашиот рейтинг, а не да се криете за работниците и работодавачите, за граѓаните да манипулирате со флоскули и ароганција. А она кое што е многу битно, а тоа е патриотизам е состои транспарентни, одговорни и отчетни институции, бидејќи само на тој начин ќе се постават темелите за справување со корупцијата. А она што го видов изминатата година е се само нетранспарентност, отчетност и одговорност. Ја задолжувате државата, ке стигнете. Ги трошите парите без никаква транспарентност, а на секој барање за отчет не само од опозицијата, туку медиумите навредувате и нормално манипулирате. И на крајот, ќе се осврнам на тоа што кажав и претходно. Убеден сум дека на сите наши прашања ќе одговорите со ароганција, манипулации, закани и обвинувања. Но тоа веќе, господин Мицкоски, не ви поминува. Најголемата одговорност за се е кај вас, кај вашата влада, кај вашата коалиција. И од тоа, колку и да сакате, не може да избегате. Благодарам.